Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути во емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Вие зборувате македонски со руски примеси. Така професорот Бранислав Светозаревиќ им одржа лекција на бугарските новинари во Пустец. Работната група е подготвена, усвоена предлог иницијативата за измени на Уставот на Македонија. Се е подготвено за неделното искачување на Тито врв, ден предходно повеќе активности на Попова шапка. Отворено 42-то издание на Мал Битолски Монмартр и 41-та светска детска ликовна изложба. Денес во Тетовско теарце ќе се одржи манифестацијата Денови на Кирил Печиновиќ. А на самиот почеток традиционално да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Следната сабота, нашата света православна црква ќе го прослави денот на упокоените, денот во кој што сите како христијани имаме света должност да се подсетиме на нашите починати родители, браќа, сестри, сите оние кои што заминале од овој свет, и поради важноста и значењето на подсетувањето на нашите ближни кои што не се со нас овде, а се во небесната црква, Светата православна црква го одредила денот за празнување и за споменување на нив, а тоа е Светата Задушница. Задушница, драги браќи и сестри, е ден посветен на молитва за покој на душите на нашите починати роднини. Во црквата секогаш се молиме и за живи и за оние кои се упокоиле, оти тие во Бога се секогаш живи, зашто Господ Исус Христос е Бог на живите и во Него се живи и оние кои се во овој свет и оние кои се веќе во рацете на Бога. За овој ден, посветен на покојните, Светата Задушница правиме спомен на починатите, на сите знаени и незнаени браќи и сестри. Светата православна црква, движена од науката на Христовата љубов, постојано не поттикнува да се молиме на Господа за душите на покојните, знаејќи дека смртта е само една врата преку која човечката душа преминува од живот овде на земјата во животот на идниот век. Богомудрите и божествени отци, драги браќи и сестри, не поучуваат секојдневно да се молиме за нашите упокоени ближни, но тие озакониле неколку денови од годината да бидат целосно посветени на нив за правење помен на починатите. Тоа се така наречени саботи или задушници. Се нарекуваат задушници затоа што во тие денови верниот народ дава милостиња на сиромасите во име на покојните и се молат за покој на нивните души. Една од тие задушници е токму следната сабота, која што е наречена Духовденска задушница. Духовденската задушница е секогаш се прави саботата пред Светата Педесетница. Пред погледот на црквата минуваат милиарди упокоени отци, браќа и сестри наши. Сите на оние на кои им ги знаеме имињата и не им ги знаеме имињата, кои одамна веќе немаат овде меѓу нас пријатели, за да бидат спомнени во нивните молитви.
Не заборавајте никога овој заеднички соборен и молитвен помен, црквата ги спомнува своите од почетокот починати чеда и богати, и сиромашни, и мирјани, и монаси, и цареви, и слуги, сите оние кои веќе не напуштиле. Последувајте го завештанието на светите оци, драги браќи и сестри, токму на денот на задушница сите соборно ќе се помолиме за да ги насели неговите упокоени чеда во небесните дворови. Започнувајќи го денот со молитва на гробиштата, со свеќи запалени ги упатуваме своите молитви кон небесниот цар, да ги всели душите на починатите во неговото царство на живите. Сите молитви имаат длабока важна мисла и се одликуваат со своје убавина и значење на нивната содржина. Но најсуштинскиот дел е секогаш кога ние, како христијани, ќе го посетиме гробното место, местото каде што почиваат нашите браќа и сестри. Секогаш преку вера да се помолиме и секогаш како такви да ги спомнеме за покој. Меѓутоа и главна и најсуштен дел од богослужбениот круг е светата литургија. Меѓу другото, за време на проскомидијата или пак даропринесувањето, свештеникот вади честички за сите починати кои умреле со вера и надеж за вечен живот. И овие честитки потоа се потопуваат во честната и животворна крв на јагнето Христос, при што на тој начин гревовите на споменатите се бришат и нивните души се ослободуваат од идните маки. Ова е најголема милост, ова е најголема љубов, која единствено преку верата може да се разбери и прифати. На крај ќе се помолиме уште еднаш, драги браќи и сестри, со зборовите на Светата Црква, со светиите упокој ги Христе душите на Твоите чеда, таму каде што нема болка, ни тага, ни воздишка, но живот бесконечен. Господи, кој со длабока мудрост човеколюбиво управуваш се и на сите им даваш се што е полезно, единствен Создателу, душите на Твоите слуги упокој ги, зашто сета надеж ја положија на Тебе, Творецот и Создателот на нашиот Бог. Драги браќи и сестри, по тој повод, сите на тој ден да се подсетиме за нашите покојни. Сите на тој ден да запалиме свеќа за нашите покојни. Сите на тој ден да се помолиме, за тоа што е ден за душница и ден на нашите браќа и сестри кои што заминале пред време од овој свет или од оваа земна црква и се преселиле во небесната. По тој повод, ние како парохиски свештеници на нашата света Македонска православна црква, рождество на Пресвета Богородица, како и секогаш и секоја задушница, така и оваа, вообичаено ќе видиме на гробиштата каде што почиваат нашите браќа и сестри, да се помолиме за спокој на нивната душа, да се подсетиме за нив и секогаш кога ги се подсетуваме за покојните, тие живеат со нас. Нека Бог на сите нив им дарува Царство Божјо, нека ги насели во рајските населби и секогаш да бидат во крилото на Авраама, сега и секогаш и во сите векови. Повелете, драги браќи и сестри, и утре на света божествена литургија, во кој што, ќе ја прославиме неделата на светите оци, ќе се помолиме Бог, да ни дарува на сите телесно здравје и духовно спасение. Во понеделник е исто така меморијал ден, исто така и на тој ден и секогаш да си спомнеме за оние кои што направиле добро,
a не се повеќе со нас. За многу години нека ни е утрешниот ден неделен, а Бог на сите кои што се преселиле од овој во другиот свет, нека им дарува Царство Божјо, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Историчарот, тетовчанецот Бранислав Светозаревиќ им одржа лекција по историја на бугарските новинари кои беа дојдени во пустец откако не успеа планот да се отвори бугарски клуб меѓу македонското малцинство во Албанија. Професорот смирено и со факти им одговараше на новинарите на прашања зошто македонците се против внесување на бугарите во уставот, зошто бугарските клубови мораше да бидат затворени и праша зошто Софија не ги признава македонците во Бугарија. Во продолжение да чуеме дел од оваа пресконференција одржана на отворено. А замислете, во 21. век бугарите не признаваат цел народ. Значи тоа А вие обаче не признавате българското малцинство в Македонија? не признато е бугарското малцинство. Конституцијата? Меѓутоа нема 300.000 македонци во Бугарија, не ви се во конституцијата. Значи Дали не ги е страх обаче да се регистрират? Имаше многу щупени български клубове в Македонија. Знаете за... знаете дека имаше искршени клубови македонски во Бугарија? Вас ви е познато тоа? Не. Па треба да знае јавност. Кажете, Добре, като празнуваме Кирил и Методи, съгласен съм, просто трябва да се празнуват. А знаете ли в Кирил и Методи глаголица ли са измислили или кирилица? Глаголица. А кирилицата от коя държава е измислена? От коя държава? Во Бугарија. Това поне съгласен ли сме? Ама Кирил и Методи немаат врска со нив. Добре, ама Климент Охридски има. Климент Охридски е роден во Охридско. Не, четете му Не е точно, не е точно. Четете му житието, роден у Мизија. Не е точно. Добре, а кой го Не е изпратил точно. Охрид? Кой го изпратил в Тој Охрид? си отишол таму од каде што потекнува. Тоест не го изпратил българския цар, а той сам е отишъл. Не, тоа не е битно кој го испратил. Ама Што кой е го тоа изпратил? битно? Што е битно? Добре, ама кой го... Не е Кирил, битно. Не е дозволете, битно. Кирил и Методи по барање на Моравскиот кнез отишле во Моравија. Дали тие се сега чеси? Какво ви е тоа прашање? Па нема логика. Значи, ако биле со казарите, значи Кирил и Методи се казари? Не са казали Па как тога што? Како може да Ема не, прашате? ама аз- Што е битно? Мене може да ми испрати Виса, оние са румеи. Мене може да ми испрати некој во Кина. Дали тоа значи дека македонците ќе станат кинези? Не, ма става просто... Ама Нема кой... логика вашето прашање, разбирате? Ема не, аз питам само кой ги изпратил, а не че има логика. Кой ги изпратил? Кој ги испратил? Ги Во испратил Охрид. бугарскиот цар. Поне това сме съгласни. Да, апсолутно, апсолутно. Поне това да го не спориме. Да, не спориме за тоа. Тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Защото не се споменава в Македония като че ли. Не е точно тоа. как? Во студиите секаде се спомнува, значи. Споменава се, че добре в Македония, що не го дали казвате? вие споменувате дека во Македонија имало по пописот од 56-та година 180.000 македонци. Во Виринска Македонија. знаете ли как Дали се во става? вашите учебници некаде се учи дека постои македонски народ? Дали знаете дека во 1997 година вашата академија има стратегија направено за 21 век? Во таа стратегија стои дека во Македонија живеат 1.400.000 бугари. Во таа стратегија за 21 век бугарска на академијата стои дека 400.000 българи. да, А другите какви са? тоа бугарите прашајте. Значи, тие го измислиле тоа. И таму стои во таа стратегија од 97 година дека во светот во 21 век нема македонци. Поголем шовинизам во 21 век да негираш во моментов има над 3,5 милиони македонци во светот. Ама И Българија да е ги една од негираш првата ти. држава којато признава Македонија. Не, признава држава. Ама ја признава државата само за да може да ја приближи кон Бугарија, а не да го признае македонскиот народ. Вие морате еднаш за секојаш да знаете како бугари. Со еден потек ќе не добиете сите македонци. Признајте ја реалноста. И ние ќе имаме најголеми пријатели во вас и вие во нас. Ама ние искаме да сме ви приятели. Не ме разбирате. Не може. Не можете ни браќа. Секој българин Не като го можете. питате, чекай само да кажа. Секој българин като го питате, ще кажете македонците са братя и са добри и сме си. Да, ако сме Нема лошо да ви браќа, кажа. ама Нема лошо да ви кажа. не е точно тоа. Не. За бугарите, ние сме македонски бугари. Ние сме македонци, како што вие не сте Па Гоце Делчев, бугарски македонци. Да, Гоце ајде, Делчев, добро да те што е прашам, бугарскиот јазик, така? го познавате вие?
Па да. Како, Што проблем? овој што го зборувате бугарски јазик? Па да. Па тој е современ, нели? Така. Тој е составен од словенски зборови кои се зборувале во Бугарија и над 1000 руски зборови. Во литературниот збор. Сега. Ама гледайте, 7-8 пати го менувате правописот и граматиката. Вие имате проблем. Ако моите деди са тръгнали от Шкодра днес на Албания, значи ли че аз съм албанка, когато те някога са били български земи? Па исто и за македонците ваши. Ами именно. Па што? Те като са били български земи, вие какви сте? Ние сме македонци. Нашите Ма ние дедовци имаме били. български македонци. Па да се живи и здрави. Ама ние сме българи. Па, ако бидете, кој има против тоа? Вие сте ни најблизок словенски народ до македонците. И ние ве сакаме. Па што треба да се караме тоа? Не треба да се караме. Ние говорим. А само треба да го признаете македонскиот народ. Во Бугарија. Треба да сватите дека може ли вие 3 да- милиони македонци постојат во светот. И не вие можете можете ли вие. само да признаете българския народ като част от вашата конституция и да спрете да... Кога вие ќе признаете македонски народ у вашите институции? Во светот реципроцитет. Значи, кога во реципроцитетот во дипломатијата се знае, се признава македонско малцинство во Бугарија и се признава бугарско малцинство во Македонија. Не знам што ви е тоа нешто и чудно. А защо Тоа искате? Не ми е пракса. смешно. Знаеш ли, че в България нема малцинства, нема и мнозинства. Има само А граждани. зошто мора овде да има? Дали конституцијата вие сакате да се смени во Македонија? Така е уставот. Не бе, вие, това е ваша Вие работа. барате. Не, вие барате. Защото тия, които са Не, българи има в Македония, вето. те са ваши граждани. Те Има не са- вето. не Има са вето. граждани на България. Има вето. Вие тоа го барате. Добре. Значи, вие го злоупотребувате ветото, Добре, за да добре. наметнете ваш... Само кажи, що Гоце Делчев казал за себе си, че е българин, като не е българин. нема тако. Той си го е писал в писмото. Не, точно, во писмото пишува вака. Кој ни е българин? крив, вика, што Така. боледуваме, што сме бугари, значи како болест. А понатаму во писмото вика, ние имаме и болни грци. Значи, што сака да каже? Пропагандите, македонците, сме си българи, дозволете така? да објаснам. Добре, Значи, позволявам. парафразирам. Трябва да сега. говориме, прав си. Да, таму во писмото тој нагласува дека бугарството е како болест. Зошто? За македонците кои прифатиле бугарска идеја. И тој им се лути на нив. А исто во потолу во писмото треба да го читате до крај. Вика имаме и грчка болест. Затоа што има некои македонци кои прифатиле да бидат грци заради пропагандите кои се Чија историја се Ама- променя, се ама- подправя. Па се променува. Ако се Која? променува, Чија? прифатите дека постојат македонци. А вие сте, аз твърдя, че вие сте ми братя и ние сме Да, иста кръв да. и говорим на един и същ език. Да. Вие Не твърдите това. на ист. Зборуваме на сличен јазик. Значи, како што се словаците. Видите сега. Ние Гледайте сега. безкрайно много ви обичаме. Ако сме, И тук не сме дошли, и защото ние много ве искаме да се сакаме, заяждаме. ние много ве сакаме, ма како македонци. И вие зборувате македонски Аз јазик. нямам пропаганда. Вие македонски јазик зборувате, само што имате уште, прашајте, испитајте, уште над 1000 руски зборови во литературниот јазик додадено. А вие нас не обвинувате дека сме имале србизм. Не е точно. Заврши Сите зборови, сите зборови се македонски. Значи той одеше во на отоманска нашите школа за офицер. Ма вие знаете ли, че той също е в На българско, турска школа. а не е ли учил в българско училище? Така е, така е. Българско военно училище в България не постоеше тогаш. Не, Как да не постоиш? Како? прашавте за школата. Што ако јас ви докажам дека Фрањо Туџман завршил Југословенска генералска школа, дека дал заклетва дека ќе го даде животот за Југославија и вие сега заради тоа ќе го обвините хрватскиот народ дека не се хрвати, туку се југословени. Ги обвиняваме Хрватска. Па тогаш немојте ни Гоце Делчев ни македонците да ги. Затоа што во стотици документи, еве ги овде се, Гоце Делчев зборува за Македонија. А добре, защо инспектира и Одринска Тракија тогава? ВМРО, какво значи? Какво Убаво, значи? затоа што Значи Македоно-Одринска, а не Македоно-Българска. Значи Македонија и Одринско са рајони там. А не са Македонија райони са додека не станат држава. И знаете вие Дека самите Българија била држава преди тоа. не, видите, во Румелија, Источна Румелија прво беше тоа. И во Источна Румелија
има партија која сакала да биде посебно одринско население. Знам голтате, сега не ви е тешко, Не бе, а и исто тие не сакале никако да бидат Ама под, това е преди гол, под Бугарија. това е Значи, преди ВМРО. и таму има тенденција за посебна народност. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Тука сме ние вечни векови, во убав егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука сме ние од пред Исуса, на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме, и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Македонски песни гордо пееме. Работната група на седница ја усвои предлог иницијативата за потребата за измени на Уставот со насока за изменување и дополнување на Уставот на Република Македонија,
Предлогот ќе се достави до владата која ќе треба да ја проследи иницијативата до собранието каде ќе ги помине сите работни тела. Состанокот заврши успешно, едногласно ги донесовме сите одлуки. Имавме плодна дискусија, имаше презентација на едни, на други аргументи, но она што е најважно е дека се согласивме со она што е предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со одредени насоки, изменувања и дополнувања таму каде што треба. Промените се дел од преамбулата со тоа што се додаваат неколку народи. После бошњачкиот народ се додаваат зборовите бугарски народ, хрватски народ, црногорски народ, словенечки народ, еврејски народ, египтјански народ. Изјави по состанокот претседателката на работната група Маргарита Цаца Николовска. Втората измена, како што дополни таа, е во делот за диаспората и во амандманот 34 кој е заменет со член 49 и амандманот 2. Во овој амандман на Уставот на Република Македонија со кој се заменуваат членот 49 и амандманот 2 после бошњачкиот народ се додаваат зборовите бугарскиот народ, хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египтјанскиот народ. Таа соопшти дека има измена и во Комитетот за односи меѓу заедниците заради тоа што сега се јавуваат поголем број на народи кои можат да продуцираат поголем број пратеници и да имаат пратеници во Комитетот за заедници. Тука е бројот 43. Запазен е паритетот со тоа што по 16 члена од редовите на пратениците во собранието се од редовите на албанците и македонците. По еден од редот на пратениците во преамбулата со тоа што доколку некоја од заедниците нема пратеници, тогаш останува народниот правобранител по консултација со релевантните представници на тие заедници да предложи членови во комитетот, рече Цаца Николовска. Работната група изготвила и кратко образложение за иницијативата и незината основаност и оправданост. Ова е наративниот текст. Јас ги прочитав измените и одделните членови во Уставот. Меѓутоа, амандманите после ќе треба да се припремаат во текстот така што треба да се презентираат пред собранието. Сега да посакаме успешна работа и на собранието да ги прифатат овие, да речам, предлог измени за да може понатаму државата успешно да ја тера постапката во остварување на заедничката стратешка цел влез во Европа, изјави Цаца Николовска. Svojite izrodi makedonski
Драги бие и убие предавниците и душманите, име што сака да ни промена, името наше многу вековно. Мила Македонио, од нив страдаш ти, о своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, о своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, о своите изроди македонски. Маркетинг. Макс Издели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Макс Издели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Макс Издели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Макс Издели ги продава своите приватни заштитни знаци Max's Meats, Градина и Сонце. Макс Издели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Макс Издели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
me nosi, konj me nosi, pred momini por. Ti le 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 le, pred momini por ti. Ajde pusti porti, pusti porti, bea zatvore. Ni le 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 le, bea zatvore ni. Ajde ne sum zmija, ne sum zmija, pod porti davle, sam le 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 le, pod porti davle zar. Ajde ne sum pile, ne sum pile, porti da prele, tam le 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 le, porti da prele tam. Ajde tuk sum junak, porti da izgr. Šam le 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 le, porti da izgr šam. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Од денес почнуваат повеќето активности во организација на планинарскиот клуб Љуботен во пресрет на 41-то искачување на Титоврв, што ќе се случува во недела, најавија организаторите. Во сабота активностите ќе се одвиваат на Попова шапка, откаде исто така во недела се тргнува кон највисокиот врв на Шарпланина. Програмата предвидува во сабота да има акција за чистење во координација со Националниот парк Шарпланина. Потоа околу 15 часот ќе се организира планински базар. Од 15:30 до 17 има планинарски квиз и забавно едукативни игри во кои ќе учествуваат клубовите.
Следува проекција на планинарски филм, додека свеченото отварање ќе биде во 19 часот. Ќе имаме и координативен состанок со координаторите на клубовите, изјави Јованче Даниловски. Во недела искачувањето започнува во 6 часот и 30 минути со тргнување на колоната од платото пред хотелот Попова шапка кон Титов врв по Вакувската патека. Движењето до Титов врв е веќе обележано. Таа патека е веќе маркирана, се надеваме дека во 11 часот ќе биде пристигнување на врвот, а од 12 да се упатиме назад за до 16 часот да биде завршена планинарската тура. Ние веќе бевме на терен периодов и имавме маркирање и скрининг на самата патека. Има 2 снежни јазици долж патеката која инаку е во добра состојба. Ќе има и 5 пункта долж целата тура, каде што ќе има медицински екипи, каде што ќе имаме и водичи во самата колона. До сега се пријавиле 400 планинари за искачување на врвот на 2747 метри надморска височина. Очекуваме околу 800 планинари вкупно да бидат дел од искачувањето. Во текот на изминатите 40 искачувања бележиме околу 25.000 искачени планинари. Оваа традиција е од 1980 година, кога за прв пат е почнато како меморијално искачување, информираше Јован Божиновски, председател на планинарскиот клуб Љуботен. Запрат Боже,
Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тетовско теарце во сабота ќе одржи манифестацијата Денови на Кирил Печиновиќ. Покрај играорците на домаќините, гости ќе бидат Културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ од Хрватска, Културно-уметничкото друштво Жарковац од Србија, Културно-уметничкото друштво Врелац од Србија и ансамблот Сербес од Битола. Сите учесници ќе учествуваат на дефилето низ Теарце со почеток во 17 часот, додека концертот почнува во 18 часот во спортската сала на основното училиште Кирил Печиновиќ. Дефилето ќе започне од училиштето, па групата ќе се движи до центарот на Теарце, кај црквата Свети Димитрија и ќе се вратат во училишниот двор. Со големо нетрпение ја очекуваме и годинешната манифестација Денови на Кирил Печиновиќ. Традиционално со оваа културна манифестација успеваме да всадиме љубов за фолклорот кон младите, но и да ги одржуваме нашите традиции и култура. Не радува тоа што над 80 млади од теарци и пошироко се дел од манифестацијата и изразува желба за редовно реализирање на истата со цел негување на културата, изјави Гоце Симјановски, председател на Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ. На оваа манифестација Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ ќе настапи со изведба на Драчевка, Шарени чорапи, Елено моме, Поречки игри и Малешевка. Majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Cela noć majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Majka sina prašuva, kade sine ponojke. Nešto kriješ, tagovaš, srce ne si otvoraš. Nešto kriješ, tagovaš, srce ne si otvoraš. Skršeno, mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaješ, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja.
Srce ti je planina, duša porta crkvovna, se koji vnatre što mu vleze, da mu ljubov te najde. Nemoj sine, ne znaja, ti si mi najbogato, srce ti je planina, duša porta crkvovna, se koji vnatre što mu vleze, da mu ljubov te najde. More sinko vre. И за крајот на оваа емисија, една вест од културата. Во старата битолска чаршија свечено беше отворено 42-то издание на малиот битолски Монмартр, светска детска ликовна колонија која во континуитет се организира од периодот од 23 до 30 мај со учество од 20 до 25 групи. Годинава кога детското ликовно студио Свети Кирил и Методи одбележува 55 години од основањето, се одбележува и 41-та годишнина од светската детска ликовна изложба и конкурс Битола, на кој пристигнаа 44.000 детски ликовни творби од 71 држава, кои представуваат 650 државни и приватни училишта или околу 40.000 млади ликовни уметници од целиот свет. Општина Битола, како и во најтешките финансиски мигови кога го имаше малиот битолски Монмартр минатата година, така и годинава застанува зад оваа манифестација, поддржувајќи ја традицијата, континуитетот, квалитетот, развојот и поттикнувањето на ликовната уметност од најрана возраст. Малиот битолски Монмартр го отвори градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој поздравувајќи ги присутните, ја нагласи важноста на оваа светска детска ликовна колонија. Битола со своите специфики, култура, историја и традиција, од вечерва во следните 7 дена повторно ќе биде место во кое убавината на староградската и урбана архитектура ќе биде инспирација како за домашните млади ликовни уметници, така и за гостите, учесници од 13 земји во светот. Нашиот град продолжува да биде атракција за сите талентирани уметници од разни области од културата, а со тоа да биде и мотив за културно надградување и соработка на младите луѓе, кои на овој начин ги градат своите вредности и ги развиваат талентите, афирмирајќи ги своите историски обележја, истовремено разменувајќи искуства и стекнувајќи знаења за културите и историите на другите народи. Во изминатите 55 години детското ликовно студио Свети Кирил и Методи действува токму во оваа насока, континуирано создавајќи дела кои оставаат длабок печат на времето во кое создаваат. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ.
Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот. Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката. Кралот се налутил и извикал: Никак, Вецеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти. И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа. Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: Кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот,
Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива, ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во Црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, да веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку Црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за Црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека Црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до Црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од Црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на Црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел.
И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.